државата не направи доволно напори за да ги вклучи младите. Young people in Albania are barely involved in general or even youth-targeted policies, and this is very unfortunate. This is a systematic issue. Во сите ковид извештаи Балканот беше редовно нотиран како критичен регион. Мерките се носат, се спроведуваат, но и се кршат, а прстот често е вперен во младите. Се носат и мерки за справување со последиците, но дали и тогаш прстот е вперен во младите? Како и во повеќето случаи во носењето на политики, младите во државава воопшто не беа консултирани во однос на носењето на политики кои што некако треба да ги превенираат ефектите што ковид кризата ги имаше врз младите. Така да според мене државата не направи доволно напори за да ги вклучи младите во однос на тоа да го испита нивното мнение, мислење, што нив конкретно им е потребно и како тие мислат дека треба да се справат со ситуацијата општо, но и барем во онаа насока каде во носењето на оние политики кои што ги засегаат директно младите, тие повторно не беа консултирани. Young people in Albania are barely involved in general or even youth-targeted policies, and this is very unfortunate. Similarly, youth in Albania was not involved in the creation of COVID-19 policies, but when it comes to their implementation, they are a fundamental partner, for instance, in the online education process. To my knowledge, young people and youth organizations have not been institutionally invited to participate in the creation of the COVID-19 policies. But I know that the National Youth Council of Serbia has conducted a research on the influence of pandemics on youth and has issued a set of recommendations. Regarding implementation, I believe that all of us should be partners and have their part in this activity. Зошто е ова вака? Според мене, мислам дека постои генерално запоставување на младинското мислење воопшто во државава и тоа може да биде покажано во сите претходни примери, каде што скоро сите политики, особено оние кои што ги засегаат директно младите, дали се тоа образовни политики, дали се некои социјални политики кои што се во служба на младите, многу често нивното мислење воопшто не е земено предвид или неретко се случува да она што се носи на ниво на политики е во директна спротивност на младинскиот интерес и оттаму постои некој тип на клеш помеѓу владата од една страна и младите од друга страна. И ова не е нешто што е карактеристично за ова или за онаа власт, туку во континуитет се чини дека власта воопшто во Македонија го запоставува младинското мислење. Why is a very simple question with a very complex answer. However, to my opinion, the main reason is that COVID-19 pandemics found many countries in the world unprepared. Therefore, the governments were more interested in containing and managing the crisis rather than in involving or including youth or young professionals into these policy-making processes. This is a systematic issue, continuation of a situation where young people are not involved in the decision-making process is something that has to be changed in the future. Тоа е можеби што поради локалниот контекст на политичката култура во Македонија или што поради, не знам, можеби генералниот контекст во кој генералниот светскиот зборен контекст на за поставување на младинскиот интерес. Бидејќи ова не е баш локален феномен, младите како група, како да ја замислиме најпрактично како гласачка група, е прилично мала група, од тука е, како да кажам, политички можеби помалку исплатливо да било која власт во било која земја директно ги инволвира и се грижи најнепосредно за нивниот интерес. Меѓу нив знам повеќе, но најистакнати беа оној ваучер кој што беше даван на студентите, оние кои што се студенти, мислам дека беше во износ на 6000 денари,
И тоа е еднократна помош од страна на владата кон студентите. Второ, мислам дека им беа доделувани ваучери од 3000 денари, кои што беа потрошувачки ваучери, и нешто што ги опфаќаше младите погенерално, независно од тоа дали се студенти или не, и која мерка која мислам дека беше димензионирана да ги опфати младите до 29 или 30 години, беше ваучерот за дополнување на дигитални вештини, односно за стекнување на дигитални вештини во износот, максимален износ од 30.000 денари. Во таа насока, ова беа мерките кои што беа насочени кон младите луѓе во државава, и за кои мерки младите не беа доволно консултирани и не сум сигурен дека беа димензионирани така да вистински го решат проблемот на младите, не општиот проблем, него оној кој што беше предизвикан од самата криза. I am very familiar with the online education as I get to teach at an Albanian university by myself. But when it comes to youth unemployment or youth vaccination, unfortunately, this is not still very high in the governmental agenda. As the time has passed, we have been able to familiarize ourselves with the majority of COVID-19 policies in our country that are combating different areas of life. Policies brought to regulate online education and vaccination of young people are just some of them. Државата покрај тоа што треба да им дава еднократна помош, што директно е димензионирана за последици од ковид кризата, треба, сега е предизвикана, кризата беше повод, да размислува како да им помогне на младите структурно, односно да ги заштити на нивните работни места, бидејќи знаеме дека младите работат во гиг економијата и нивните работнички права генерално се потполно незаштитени. Тоа се покажа во кризата, во која што тие беа првите кои што ги изгубија своите работни места. Понатаму треба да се земе предвид нивната ментална состојба, заради тоа што младите, како да кажам, ги чувствуваат последиците што од оваа незаштитено, што од кризата, што од сите други работи со кои што се соочуваат на големо врз себе и врз своето психичко здравје. Од тука треба државата да размислува како да го таргетира тој проблем. Понатаму исто така сметам дека треба да државата да направи големи олеснувања, барем финансиски олеснувања, во однос на образованието на младите. Во таа насока, и тоа битно е и за кризава во овој контекст. Сметам дека е потребно да има олеснување или барем иземање од одговорноста да се плати партиципација за студии и така натаму и така натаму. Сметам дека тоа во голема мера може да им помогне на младите во овој контекст, во контекстот на COVID-19 криза. My policy recommendations for overcoming COVID-19 crisis would be, first of all, to continue with the mass vaccination, as it seems the only way forward. The second recommendation would be for policymakers to incentivize second-tier banks in providing more loans to sectors which are important to the GDP. The third recommendation would be for policymakers to ease the investment criteria in order to enhance domestic and foreign investment in the countries. The fourth recommendation would be for governments to consider providing free mental care support for people who have lost a member of their family due to COVID-19 pandemics. And the fifth recommendation would be for policymakers to create accredited online education programs. At this moment, I cannot propose a policy recommendation for overcoming the COVID-19 crisis. But since COVID-19 crisis started, we had several youth programs and organizations on regional and national level, like International Youth Conference in Kruševo, Rajko, Koms, that have brought together young people and offered their voices to be heard, and produced a set of recommendations that can at the same time be used for overcoming the COVID-19 crisis. Само 8% од владините мерки за намалување на последиците од пандемијата се однесуваат на младите во Македонија, а младите се непогодените, покажува истражувањето Млади во криза 02. Младите велат, кога носите нови мерки,
Едноставно прашајте не. Што ќе одговорат владите?